Го следите најновото издание на регионалните вести. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи денеска ја отвори претоварната станица за смет, која конечно започна со работа. За станицата општината од својот буџет издвои 150.000 евра. По повеќе од ден на деценија отпадот собран од домаќинствата наместо како досега на земја без никакви стандарди. Попладнево започна да се претовара во станицата за смет која конечно започна со работа. Ѓубрето ќе се истура во инка која потоа ќе се компресира во контейнери, кои ќе се транспортираат во Скопската депонија Дрисла каде ќе се депонира сметот. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи која отвори станицата, рече дека ова бил првиот чекор кон решавање на проблемот со сметот во Тетово. Во меѓувреме според неа се работи на проект за изградба на станица за рециклирање на смет и уредување на депонијата Русино, со што ќе се стави крај на проблемот со отпадот во целиот Полошки регион. Со фазата на селекција мислиме дека тоа ќе биде исто така многу добро и доходовно и за предпријатието, за да може да се прошири со вакви проекти. И последна фаза е фазата која ја договоривме со швајцарската агенција за развој, кои ќе бидат директни инвеститори и проектанти на решението за депонијата Русино, затоа што проблемот со овој проблем, фактички што ние го решаваме полека или фазно, е проблем на цел Полошки регион. Арифи изјави дека локацијата каде досега се претовараше сметот која е претворена во дива депонија, наскоро ќе биде целосно исчистена. Ние таму веќе, како што знаете, почнавме паралелно за да стигнеме и таму да исчистиме, додека таму веќе предпријатието нормално дека нема да го користи. За претоварната станица за смет која се наоѓа покрај автопатот Тетово Скопје на само неколку километри од градот, општина Тетово од својот буџет издвои 150.000 евра. Поставени се нови садници на местото на украдените од зелениот билборд во Тетово наменет за прочистување на воздухот. Сдруженијето Екосвест со дополнителни мрежи ќе го заштитува градското дрво од несовесните граѓани. Украдените садници од зелениот билборд во Тетово наменет за прочистување на воздухот денес се заменети со нови. Сдруженијето Екосвест со дополнителни мрежи ќе го заштитува градското дрво од несовесните граѓани. Денеска дојдовме во Тетово да направиме проверка одржување на City Tree. Како што се знаеше од претходно, значи на одредени места недостасуваше содржината на саксиите, дојдовме ние да ја замениме. Успеавме да најдеме еден сличен вид кој може да се набави во Македонија, инаку овие видови што се посадени на самата инсталација не може, дојде од Германија, така што не бевме во можност истите да ги најдеме, но сега во моментот можеме да ги поставиме овие нови растенија кои ги набавивме. И сега денеска ќе направиме комплетна проверка на целата инсталација, начинот на наводнување, комуникацијата со серверот, значи преку интернет, за да направиме проверка дека се функционира како што треба, особено во овој летен период кога навистина на растенијата им е потребна вода. Во комуникација сме постојано со општината, тие рекоа дека во случај апсолутно да е неопходно ќе се направи замена на одредени растенија, ако треба и ќе се порачаат растенијата од Германија, така што имаме од нив добар одговор, доста се ажурни и одговараат на нашите барања. Она што сакав да го кажам е дека самата инсталација функционира. Дури фактот што недостасуваат некои сакси не значи дека инсталацијата е во дефект, значи тоа не сакаме да излегува таа информација. Апсолутно не станува збор ни за сушење на растенијата. Од јужната страна која е повеќе изложена на сонце, да, има делови кои се повеќе афектирани, но може да се примети бидејќи растенијата се во цвет, дека условите се навистина погодени и дека иако има делови кои се суви, тие денеска ќе ги отстраниме и се ќе се функционира како што треба. Сакав исто така да пратам еден апел до граѓаните на Тетово да не ги корнат растенијата, да не ги вадат содржините од саксиите, бидејќи на крајот не изгледа убаво, значи има дупки во самата инсталација и фактот што таму нема растенија, водата која стига до секоја саксија ќе се разлева на страните, значи би било погодно да не ги отстрануваат. Ние денеска ќе ставиме и дополнителна заштитна мрежа и погоре.
Некои граѓани се во заблуда дека една садница во нивниот дом го прочистува воздухот. Садниците се ефикасни само ако се во здружена функција, на начин како што го замислил конструкторот на овој иновативен проект. Затоа секое несовесно вадење на садници од инсталацијата повеќе придонесува за штета на сметка на чистиот воздух во градот, отколку што може да донесе корист за чист воздух во домот на одредени семејства. Ова растение овде во саксијата, она што се гледа на површината е заштита за мовот кој е на основата, значи кој е веднаш под ова растение, и мовот е тој кој ја врши филтрацијата на воздухот. Значи и да земат дома вакво растение со целата своја содржина, ефектот е минорен. Значи едноставно не значи дека куќата автоматски ќе им биде изфилтрирана и со чист воздух. Од друга страна пак, ако се заинтересирани граѓаните, ние можеме да им дадеме некаков совет, да ни се обратат, да им дадеме совет како дома да си го прочистат воздухот со присуство на други растенија, бидејќи мовот да го одгледувате во домашни услови е скоро невозможно. Значи тој си сака посебни услови, овде е голема површина и заради тоа функционира како што го замислиле во симбиоза со ова растение. Така што ако се заинтересирани граѓаните, јас им препорачувам да стапат во контакт со нас. Има плејада на растенија кои можат да ги стават дома, собни, декоративни, не вакви, и може да им помогнат во филтрацијата на воздухот во домашни услови. Зелениот билборд, наречен Градско дрво, е вертикална конструкција направена од мов, висок е 4 метра, широк 3 метри и со длабочина од 60 сантиметри. Представува комбинација од специфични култури на мовови со васкуларни растенија кои јадат ситна прашина, азотни оксиди и озон, а имаат способност да неутрализираат 240 тони јаглерод диоксид годишно, при тоа заменувајќи 275 вистински дрвја. Во Тетово и Скопје се поставени со финансиска помош на германската амбасада во Скопје со посредство на невладината организација Екосвест. Овие зелени билборди се веќе поставени во поголемите градови низ светот како што се Берлин, Дрезден, Париз, Осло и Хонг Конг. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово, а во него фатени албански државјани со 3,5 килограми непозната тревкаста материја, најверојатно марихуана, кражба во село Беловиште и 200 обраќајни незгоди. Фатени албански државјани со црни најлонски вреќи со непозната тревлива материја, најверојатно марихуана, тешки 3,5 килограми. Според билтенот на СВР Тетово, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 16 часот и 20 минути на улица 113 во Тетово ги лишиле од слобода 24 годишниот АУ и 34 годишниот ФГ, двајцата албански државјани од Кукс. Албанските државјани со себе носеле по една црна најлонска вреќа со непозната тревлива материја, најверојатно марихуана, и штом ги забележале полициските службеници, веднаш ги фрлиле вреќите и почнале да бегаат. Едниот од нив меѓутоа брзо бил фатен, додека вториот продолжил со бегање и се оглушил на наредбите на полициските службеници, поради што бил испукан еден предупредувачки куршум во воздух. За кусо време и тој бил стигнат на улица 108, пружил активен отпор, но ефикасно е совладан и внесен во службеното полициско возило, информира СВР Тетово. Извршен е увид, двете вреќи со околу 3,5 килограми тревлива материја се фотодокументирани и одземени за вештачење. Двајцата албански државјани задржани се во полициската станица Тетово и во координација со јавен обвинител во текот на денов со соодветен поднесок ќе бидат изведени пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. Дел од полицискиот билтен денеска и кражба случена во куќа во село Беловиште. Имено истата е пријавил 41 годишниот ЈБ од Тетовско Старосело вчера, според чии кажувања во изминатите 2 недели во куќа во Беловиште во која не живеел никој, а за која тој се грижел. Извршена е тешка кражба. За сега непознати сторители насилно го отвориле прозорецот во приземјето, влегле внатре и одзеле машина за перење, комплетна санитарија од бањата, чешми, веце шолја и друго, кујнски мебел, гарнитура за седење, а од паркираниот трактор во дворот извадиле и одзеле повеќе делови. Со одземеното незабележани од никого заминале.
СВР Тетово информира и за сообраќајна незгода случена на регионалниот пат Волковија-Тетово во близина на сепарацијата во Волковија вчера околу 16 часот. Во неја учествувал мотоцикл Априлија со тетовски регистерски таблички што без дозвола го управувал 16 годишен малолетник од Тетово, загубил контрола и излетал од коловоз. Од излетувањето мотоциклистот задобил телесна повреда, со медицинско возило пренесене во гостеварската болница и по укажаната помош пуштене на домашно лекување. Извршен е увид, причина за излетувањето е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. Вчера вечер околу 19 часот и 30 минути на локалниот пат Горно Седларце Камењане патничко возило Фиат Чинквеченто со тетовски таблици управувано од 25 годишниот ММ од Боговиње загубило контрола и излетало од коловоз. Со задобиените телесни повреди возачот со друго возило пренесене во Тетовската клиничка болница. Укажана му е лекарска помош и пуштене дома. По извршениот увид се расветлуваат сите поединости поврзани со оваа сообраќајна несреќа, во која вкупната материјална штета се проценува на 60.000 денари. Празникот посветен на светите апостоли Петар и Павле со света богослужба на која присуствуваа голем број верници пред пладнево се прослави во православните цркви во Тетовско. Апостолите Петар и Павле се сметаат за првите проповедници на Новиот Завет. Во православните храмови денес се чествуваше празникот посветен на светите апостоли Петар и Павле. Во чест на празникот кај народот познат како Петровден, во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, во присуство на голем број верници, света божествена литургија отслужи прота Предраг Исаевски. Тачове полюбивиот Бог наш, сега и секогаш, и Со денешниот празник завршуваат 3 неделните Петровденски пости, а верниците кои ги почитувале православните црковни канони ја примија светата причест. По повод празникот благословени беа лебовите, виното и пченицата, принесени од верниците за здравје и благосостојба. Во текот на литургијата верниците палија свеќи, се поклонуваа на иконата на светите апостоли Петар и Павле и се миропомазуваа. Православието во светите апостоли Петар и Павле гледа вселенски учители која просветлиле западната темнина. Апостолот Петар се прославува како образец на цврстата искрена вера, а Павле како оној кој најмногу се потрудил во проповедањето на распнатиот и воскреснат Исус Христос. На иконата светите апостоли Петар и Павле се представени заедно. Петар со клучеви од рајот, а Павле со меч, символ на сопствената смрт. Денешниот празник многу верници во Тетовскиот крај го празнуваат како именден. Родителите во Гостивар го чекаат последниот рок за да ги запишат децата во прво оделение. Во основните училишта на подрачјето на Гостиварската општина запишани се 350 деца, што е отприлика половина од вкупниот број деца кои треба да станат првачиња. Во текот на месец мај во основните училишта на подрачјето на општина Гостивар се спроведува уписите во прво оделение. Збирните резултати потврдуваат дека родителите и годинава не биле ажурни на време и го чекаат последниот момент пред септемвриското звонче за да ги запишат своите деца во основно. Според податоците од општинското оделение за образование, во мајскиот рок запишани се вкупно 350 првачиња, и тоа 150 на македонски, 162 на албански и 38 на турски наставен јазик. Бројките покажуваат дека отприлика половина од дечињата кои треба да тргнат од септември за прв пат на училиште се уште не се запишани. Во наредната учебна година во прво оделение се запишува дете кое до крајот на 2017 ќе наполни 6 години, односно децата родени во 2011 година. Исклучок може да се направи за деца кои ќе наполнат 6 во јануари 2018 на барање на родителот, но само по добиено мислење од педагог или психолог во училиштето. При уписот родителите ги доставуваат следните документи: фотокопија од извод на матична книга на родените, потврда за примени задолжителни вакцини, како и потврда од систематски преглед кај стоматолог.
Контроверзиите кои ги следеа именувањата на членовите на управните и надзорните одбори повторно ја разбрануваа јавноста по најавата за смена на 1500 луѓе од функционерските позиции. Аналитичарите порачуваат за промена интересите на граѓаните да бидат во фокус, а не на партиите. Функционерските столчиња во управните и надзорните одбори на годишно ниво ја чинат државата најмалку 3 милиони евра. Толку пари се трошат за една година за исплата на законски одредените паушали од 10, 11 и 12 илјади денари месечно за вкупно 1500 позиции. Основната улога на членовите на управните и надзорните одбори пропишана со закон е контролен механизам кој треба да се грижи за регуларноста на работењето на институциите и спроведувањето на законите. Според Законот за јавни предпријатија, управните и надзорните одбори служат за контрола на материјално-финансиското работење на директорот. Управниот одбор се состои од најмалку 5, а најмногу 15 членови. Нивниот мандат изнесува 4 години. Контроверзниот учебник за 4-то оделение по општество за кој народниот правобранител утврди дека има дискриминаторска содржина ќе биде повлечен од страна на Министерството за образование и наука со подпис на министерката Рената Десковска. По прифатената представка од омбудсманот на жалбата на коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници и по предлог на Комисијата за учебници во Министерството, одлучен е учебникот да биде отстранет. Откако на социјалните мрежи се расшири извадок од дискриминаторската содржина, родители реагираа на задачата во која од децата се бара фотографија од свадба на родителите, како и датум на стапување во брак и слични податоци, што ги вознемири децата на еднородителските семејства. Турската полиција утрово уби 5 екстремисти од Исламска држава за време на рација во градот Конја, јавија турските медиуми. Во операцијата полесно се повредени 5 полицајци. Полицијата верува дека групата планирала напад и затоа утрово презела акција, при што се запленети пиштол, 5 автоматски пушки и големо количество муниција. Десеттина пожари ја зафатија централна и јужна Италија, а во моментов најкритична е состојбата на Сардинија и во близина на Неапол. Густ црнчат се издигна и во близина на вулканот Везув, каде огромен шумски пожар беснее веќе со денови. Околу 600 пожарникари, како и членови на Агенцијата за цивилна безбедност, учествуваат во гаснењето на повеќе од 100 пожари, кои го зафатија југот на државата. Според локалните медиуми изгорени се голем број на куќи, а по втор пат во текот на оваа недела е наредена и евакуација на населението кое живее во загрозените области. Од италијанската полиција велат дека во моментов се уште не е позната причината која довела до пожарите, но велат дека постои голема можност тие да биле подметнати. Судот се произнел по жалбите на 2 жени кои живеат во Белгија и кои тврдат дека носењето на превес, кое го крие лицето, е дел од нивната вера, нивната потреба од самоизразување, слободата и е нивна приватност. Од 2011 година во Белгија е во сила законот кој забранува носење на јавни места на облека, која го покрива лицето. Судот во Страсбург потпиша дека ова ограничување не е во спротивност со правото за личните слободи и слободата на вероисповед. Според судот, воведувањето на таква забрана е целисходно во општествата кои сакаат да ги задржат можностите за демократизација. Хварскиот градоначалник Рикардо Новак по неколку најави сега им објавил војна на неморалните туристи, па овој викенд на влезот на Хвар се појавила табла со предупредување на гостите и казните кои ги очекуваат во случај на непримерно однесување. Градоначалникот Новак неодамна ги прозвел британските туристи поради пијанењето и голотијата. Сеси има своји граници. Угостителите не треба да примаат голи гости во своите објекти и треба да престанат да им точат алкохол ако видат дека испиле премногу, додал Новак. Времето денес беше сончево и многу топло со слаб северозападен ветер. Попладне со услови за изолиран развој на нестабилна облачност, со краткотраен дожд и ретки грмежи. Утринските температури се движеа од 18 до 26, а дневните од 30 до 38 степени. УВ индексот изнесуваше 9.
Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена облачност, а од пладневните часови со северозападен ветер. Попладне претежно во североисточните делови ќе има услови за нестабилност, со краткотраен поруен дожд и ретки грмежи. Утринските температури ќе се движат од 17 до 26, а дневните од 28 до 37 степени. УВ индексот ќе изнесува 9. Регионалните вести завршуваат овде. Благодарам што бевте дел од нив. Пријатно.